Власта ги намали прогнозите за пикот на коронавирусот. Ако досега пресметките што ги правеле епидемиолозите Караджовски и Микич, дека врвот на епидемијата ќе заврши со 2000 до 2500 заразени. Сега министерот Филипче вели дека според последните анализи, бројот на заразени ќе биде околу 1700. Во првиот момент кривата на ново диагностицирани пациенти беше поставена така да екстраполацијата укажуваше дека ќе стигнеме до бројот негде околу 2, помеѓу 2 и 2.500 на пациенти. И така ни беа димензионирани мерките, но тогаш таа проценка беше правена врз основа на тогашниот број на пациенти, врз основа на тогашната предпоставка како ќе се движи кривата. Тогаш на почетокот немавме воведено никакви мерки на рестрикција. Веројатно сега проценките би биле поинакви, меѓутоа ние да кажам, не се надеваме секако дека сакаме и очекуваме да имаме помал број на пациенти, но се спремаме како да имаме така голем број на пациенти. Ова во смисла на мерките, во смисла на капацитетите на болниците и така натаму. Значи, сега некои наши последни анализи, или тоа да кажам од последните отприлика на недела дена, ни укажуваат дека можно е ова бројка да биде помеѓу 1600 и 1700, но повторно ќе кажам, не се опуштаме се уште, сметам дека е рано, така сметат и епидемиолозите, експертите од Комисијата за заразни болести и така ги препорачуваме и ги димензионираме мерки заради тоа што сакаме вака да продолжи овој тренд. Дали во позадина наменување на стратегијата со која сега прво се кажува бројот на оздравени наспроти заболени и починати, власта си го чисти патот до идејата за брзи предвремени парламентарни избори во ек на светска пандемија. И сето ова, и покрај предупредувањата од стручната универзитетска фела, дека изборниот процес треба да почне одново, затоа што треба да се направи ажурирање на избирачкиот процес. Филипче вчера кажа дека засега не се размислувало за избори, но владеачката СДСМ молчи. Тие чекаат од нивниот коалиционен партнер ДУИ, односно го притискаат председателот на Собранието Талат Џафери да свика собраниска седница и веќе распуштениот парламентарен состав да се врати во собраниските клупи спротивно на уставот.